саботно издание на регионалните вести. 23 милиони евра изнесуваат штетите на инфраструктурата од поплавите што на почетокот на август го зафатија Тетово, покажуваат извештаите на домашни и странски експерти. Но досега големите штети кои ги предизвика невремето во Тетовско се уште не се санирани. Речните корита во мала и голема речица оштетени за време на поплавите кои го зафатија Тетовско, кои проголта и неколку локални улици во овие населени места, се уште не се санирани. Не се обновени решеткастите брани на реката Пена, кои го спасија градот од поголеми катастрофи и претрпеа штети при невремето на 3 август минатата година. Тие каскаде да не беа, ќе отидеше градов сега за ја у август што беше поплава. Меѓутоа тоа беше едино онако спас за градов. Него толку ние нас онако овие компетентни луѓе што треба да презема подхитно тоа да се санира. Уште по поплавата требаше веднаш да се санираат за да се заштитат. Тие сега скоро помалу прочистија и ништо. Чекаат друга поплава да им дојде, па тек после да онакват. Иначе санирање обавезно треба. Вкупната штета од поплавите во Тетовско според проценките изнесува околу 23 милиони евра. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи вели дека штетите од поплавите ќе се санираат заеднички со акциониот план за превенција од нови поплави, изработен од странски и домашни експерти. Таа проекција фактички да биде долгогодишна проекција, а не да правиме краткорочни решенија, како што е случајот и после едно надојдување на водата вие ќе останете пак без пат. Токму поради тоа, значи, сметаме дека е подобро долгорочно да се планира, отколку краткорочно да се направи и после тоа пак да санираме последици. Планот меѓу другото предвидува регулација на речни корити, урбанизација на руралните средини, обнова на браните, но реализацијата на проектот ќе зависи од финансиите кои треба да ги одвои владата и меѓународните организации, вели Арифи. Од UNDP кој учествува во изработката на акциониот план, велат дека повеќе од неопходно оваа студија што поскоро да се имплементира. Според Обединетите нации, секој инвестиран долар во превенција заштедува $7 во опораување на штети од вакви настани, во таа насока ќе оди нашата подршка. Во поплавите во Тетовско загинаа 5 лица, беа оштетени стотици домови, а голема земјоделска површина остана под вода. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. 3 лица хоспитализирани поради вдишување чад при пожар во куќа во Тетово. Од почетокот на годинава Тетовската противпожарна единица имала 32 интервенции. Поради вдишување чад при пожар што се случил вчера во куќа во Тетово, 3 лица се пренесени во клиничкиот центар во Тетово. Околу 17 часот и 45 минути на улица Полок, од засега непознати причини избувнал пожар на кат од куќата, сопственост на 62 годишен тетовец. Од страна на екипи на територијалната противпожарна единица од Тетово, пожарот е локализиран. Вчерашниот ден, после пладневните часови, околу 17:34 минути, кај што интервениравме, бевме многу успешни во населба Теќе, се запали една куќа, двоспратна куќа, постоеше опасност и луѓето внатре беа во пожарот, значи ги извадивме, ги евакуиравме и со нашите возила ги однесовме у клиничкиот центар Тетово, значи да им се пружа прва помош и пламените јазици не ги оставивме да се прошират низ другите куќи, бидејќи знаеме населба Теќе, густо населено место е, значи тука бевме многу успешни. Интервениравме со 3 противпожарни возила и 7 пожарникари. Зголемени деновиве се и ризиците за избувнување пожари, пред се како резултат на човечко невнимание, стари дотраени електрични инсталации, неисправни печки и навреме неисчистени уџаци во куќи или стамбени згради, или вградени уреди во возилата.
Заклучно со денешниот ден, значи имаме 32 интервенции како противпожарна единица Тетово. Овдека можам да спомнам дека понајвише на овие интервенции имаме од неисчистените оджаци, што често ете преку медиумите ми секогаш апелираме да ги чистат оджаците. Значи се појавуваат пожари, нарочито сега у ова ладното време што температурите се испод нула, значи што многу ладно и нормално граѓаните употребуваат грејни тела, значи се појавуваат пожари. Како феномен во крајно време овдека низ градот Тетово ни се појавуваат запалени контейнери. Можем да споменем само вчера сме имали 4-5 интервенции само на контейнери. Од Тетовската противпожарна единица апелираат до граѓаните за крајна внимателност при ракување со грејни тела и со автомобилите на плински уреди, како и редовна проверка на електричната инсталација и редовно чистење на оджаците. Откако ќе се платат месечните сметки и ќе се направи процена за потрошувачката кошница, остануваат ли пари за штедење? Тетовци со став дека во услови на криза и сиромаштија денес ретко кој може да заштеди пари. Македонските граѓани важат за штедливи луѓе. Штедат на струја, на купување облека, единствено не можат да се скратат од храната. За се друго трошат разумно и тетовци ја имаат зачувано навиката за рационално користење на парите, кое во можност тој штеди, но реалноста покажува дека таквите се поретки. Тетовци со став дека во услови на криза и сиромаштија денес ретко кој може да заштеди пари. Имаат ли граѓаните можност да заштедат? Па тешка работа. Колку имаш пари трошиш, колку немаш не трошиш и не можеш да штедиш. А на што би можеле најмногу да заштедиме? Па не знам дали има на што да се заштеди. Платите се толку колку што се и све испланирано, кога да не гледа некоја страна колку имаме, толку трошиме. Ништо не станува. Нема шанси. Што? Ситуацијата таква. Невработената, економска, мали плати, тоа е. Колку нема што да штедат. Нема што да штедат. Ја мислам со нашите примања тешко. Тешко може со 13.000 или 14.000. Најмалку треба да има 30.000, па така нешто да се заштеди, друго ништо. Ја работим во Германија, сега сум по пензија. Како оди овде ми е поскапо него таму за јадење, за кај работим. Таму не сум купил никогаш една гајба Кока-кола испод 7 евра. Овде гледам 10 евра кошта. Овде е поскапо ми е. Таму ми е, па таму има и за сиромаси и за богаташи. Смятате дека е потешко луѓето можат да издвојат средства да заштедат? Да. Па многу не работат. Многу не работат. Тако негде по 20 евро, 15 евро по ден, по 12 сати работат. Што ќе прави со тоа? Тешко. Тешко во ова криза, тешко. Нема. Што ќе биде здраво, ќе види. Голем дел од анкетираните граѓани сметаат дека е невозможно да размислуваат за штедење. Пензионерите живеат месец за месец, а платите на вработените не стигаат да ги покријат основните трошоци во семејството, зашто во истото семејство има многу малку вработени. Кој штеди, тој има, или штеди оној кој има. Доколку живееме сами, штедиме за себе и својата иднина. Одговорни сме за себе и својата благосостојба. Доколку имаме семејство, ситуацијата е различна. Тогаш одговорни сме за себе, но и за благосостојбата на своето семејство. Во Центарот за вработување во Гостивар тече пријавувањето на невработените по областите од мерките за самовработување. За иновативните бизнис идеи може да се добие финансиска поддршка од над 5000 евра. Иновативните и оригинални идеи за бизнис добиваат шанса за финансиска поддршка преку владините мерки за самовработување. Пријавувањето на заинтересираните невработени лица во Гостиварската агенција за вработување Евотек. Огласот се однесува на отворање на мали фирми со иновативни дејности кои што не се застапени на пазарот на трудот. Помошта за нив достигнува над 5000 евра во вид на опрема, материјали и експертска помош. Значи, секој што сака некој иновативен бизнис што го нема во пазар на трудот во Гостивар,
може да аплицира за да добијат една сума од 157.000 денари, неповратни средства и плюс едно дополнително вработување со 92.000 денари или 1.500 евра неповратни средства. Значи за иновативни идеи може да добијат над 5.000 евра неповратни средства за вработување на едно или две лица. Од пред 10 дена активен е и оглас за грант за самовработување преку започнување на сопствен мал бизнис. Секој невработен што активно бара работа може да аплицират во Центар за вработување и гостивар за мерката кој може да се отвара една нова фирма и за да добијат 185.000 денари или во евра 3.000 евра неповратни средства за да отвори свој бизнис. Освен тоа, ако сакат уште едно дополнително вработување, може да земат уште 92.000 денари или 1.500 евра неповратни средства во опрема или материјали за да вработи уште едно невработно лице кој активно бара работа во агенција за вработување. Невработените гостиварци кои се евидентираат како активни баратели на работа имаат рок за поднесување на пријавите по огласите за самовработување до 29 јануари. На програмата на телевизија КИС вечерва во 19 часот и 30 минути ќе емитуваме репортажа од чествувањето на празникот Василица во село Копанце и репризно утре во 14 часот и 30 минути. Хрватскиот сабор со мнозинство гласови ја поддржа владата на премиерот Тихомир Орешковиќ по повеќе од 2 месеци од парламентарните избори. По целодневната расправа за избор на владата од десниот центар гласа 83 пратеници, 61 беа против, а 5 воздржани. Беа присутни 149 од вкупно 151 пратеник. По гласањето премиерот и министрите положија заклетва. Во очи гласањето од поддршка за владата се откажа креаторот на економската програма на МОСТ, пратеникот Иван Ловриновиќ, кој изјави дека програмата на МОСТ е преправена до непрепознатливост и дека се чувствува изигран. Грција треба да биде исклучена од Шенген зоната доколку не ги исполнува обврските за обезбедување на надворешните граници на Европската унија од приливот на мигранти, изјави австриската министерка за внатрешни работи Јохана Микл-Лајтнер во интервју за германски весник. Ако владата во Атина не започне да презема мерки за безбедност на надворешните граници, тогаш треба отворено да се зборува за временно исклучување на Грција од Шенген зоната. Тоа дека турско-грчката граница е невозможно да се контролира, представува мит, истакна Лајтнер. 4 лица загинаа кога вооружен напаѓач упадна во училиште во провинцијата Саскечуан во Канада, соопшти полицијата, ревидирајќи го бројот на загинати. Претходно премиерот изјави дека 5 луѓе загинаа, а 2 се во критична состојба. Младиот напаѓач отвори логан во простории на основно училиште, во кое учат околу 900 ученици. За сега не е јасно кои се жртвите, дали се ученици, професори или помошен персонал во школото. Напаѓачот е уапсен и одведен во притвор. Канада има построги закони за поседување оружје за разлика од САД, па вакви случаи се релативно ретки во земјата. Најлошиот напад во училиште со огнено оружје се случил во 1989 година, кога 14 ученици биле убиени во училиштето во Монтреал. Снежна бура го погоди административниот центар на Соединетите Американски држави Вашингтон, натрупувајќи до 90 сантиметри снег. Невремето е проследено со ветрови со јачина од 50 до 80 километри на час. Снегот непрестано паѓа од вчера попладне. Јужните и источните делови на САД веќе неколку дена се зафатени од големото снежно невреме, што го парализира воздушниот сообраќај, а во 7 федерални држави е прогласена вонредна состојба. До сега 6 луѓе го загубиле животот во сообраќајни несреќи како последица на невремето. Од синоќа 1.120.000 луѓе се без струја во северна Јужна Каролина. Според најавите, денешната бура би можела да ја засегне Сноумагедон од 2010 година, кога во областа падна 45 сантиметри снег. Проценките се дека невремето ќе предизвика штети од $1.000.000.
Времето денес беше претежно сончево и студено со слаб ветер од северен правец. Утринската температура се движеше од -13 до -6, а дневната од -5 до 1 степен. Утре предпладне не очекува сончево време, а од попладневните часови променливо облачно. Ќе дува слаб ветер од северен правец. Утринската температура ќе се движи од -8 до -3, а дневната од -2 до 3 степени. Со временската прогноза ги завршуваме и овие регионални вести. Ви посакуваме убав остаток од викендот.